И покрај интензивните врнежи, сепак градежните работи на автопатот Миладиновци Свети Николе Штип се одвиваат во континуитет. Денес директорот на јавното предпријатие за државни патишта и градоначалникот на општина Свети Николе беа на увид на градежните работи кај клучката на село Кадрифаково. Во непосреден разговор со надзорните инженери кои работат на автопатот, добија информација дека покрај краткотрајните застои поради влошените временски состојби, сепак градежните работи продолжуваат и понатаму без никакви проблеми и дека со поинтензивна работа по подобрување на временските услови, автопатот ќе биде завршен навремено, односно до крајниот рок даден од страна на кинеската фирма Синхидро. Во градежните работи како подизведувачи се вклучени и македонските фирми Гранит и Бетон. А еве што одговори на новинарско прашање директорот на јавното предпријатие за државни патишта. Денеска сме во работна посета на еден од најголемите проекти што ги имаме во нашата програма. Проект преку 200 милиони евра, нова делница, 47 километри. Ветивме, почнавме со работа и паралелно како што ги работиме сите правци, така и овој правец, јас сум задоволен како напредуваат работите. Пред се сакам да истакнам голема благодарност до градоначалникот, до советот, до председателот на советот, до сите граѓани што ни ја даваат поддршката овој проект да биде реализиран. До сега сме негде околу 9 до 10% од изградбата. Очекувам дека со подобрување на времето ќе продолжиме со поголеми зафати, односно ќе продолжиме со градежните работи и очекувам дека во летниот период ќе имаме поголема градежна офанзива и повторно ќе дојдеме да видиме како се одвиваат работите и како ќе бидат на терен. Им благодарам на сите граѓани што ни ја даваат поддршката, ние ќе продолжиме со сите проекти и сакаме да се видиме со граѓаните, да им кажеме дека се што сме зацртале во програмата ќе оствариме, но исто така и надвор од програмата. Имам исто така и предвидено и локални проекти, односно локални патишта за оваа општина. Очекуваме во 2015 година преку 15 милиони денари се вложат во општина Свети Николе, но освен и локални патишта, ќе имаме рехабилитација преку Македонија пат, осветлување на клучки, осветлување на други делници, исто така дека ќе имаме и сообраќајна сигнализација и вертикална и така натака. Моментално динамиката е закочена поради временските услови, но во разговори со надзорот очекуваме дека во летниот период ќе ги забрзаме сите градежни активности, дека согласно договорот што го имаме со Синохидро и тоа што го очекуваме по динамички план дека ќе немаме каснење. Денеска сме на терен. Изминува една година од започнувањето на историскиот сон на Свети Николчани, изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип. Овде со нас и директорот на јавното предпријатие за државни патишта господин Владо Мисајловски, представници на Синохидро, представници на Гранит, на Геинг, сите на лице место да видиме како се движат активностите, како напредува изградбата на овој капитален проект. Со оглед дека временските услови се такви какви што се 65 години не памтиме вакви дождови, сакаме на лице место да се увериме. Значи, добро одат активностите, градежните работи во делот на изградбата мислам дека добро напредуваат, на општо задоволство на граѓаните. Тековно се решаваат проблемите, зборуваме за оние барања кои што тековно излегуваат за граѓаните, конкретно во делот на локалната самоуправа, трибините кои што ги држиме во селата Ерџелија, Мустафини, Кадрифаково, делот на пристапност, приклучност до автопатот и до експресниот пат. Сето тоа, ако што ќе се појави проблем, тековно ќе го решаваме со надзорот и со изведувачите. Се разбира се во функција да се излезе во пресет на граѓаните, а да биде компатибилно со изградбата на автопатот. И сметам дека на едно заедничко задоволство, значи општо задоволство, дека ќе се надминат сите оние проблеми кои што ги има во текот на изградбата, а дека и временските услови ќе ни дозволат на изведувачите понатаму да продолжат согласно динамиката и темпото кое што е предвидено со градежните зафати кои што имаат нели временски рокови за сета оваа работа. Сега моментално се наоѓаме на потегот на кај што е нашата индустријска зона од десната страна, овде се прави еден подвозник да видиме како одат градежните работи. Значи вака, ова се прво како што каже директорот и градоначалникот на Свети Николе, тоа се малце не секојдневни, не редовни временски неприлики. Имаме појава на големи врнежи од дожд, не пратат од почетокот на градбата на проектот. За сега застој имаме мал застој кој не е проблем да го надокнадиме, имаме само на земјаните работи бидејќи ради големите подземни води и врнежите од дожд имаме застој за изведба на само како што кажа земјани работи. Бетонските работи како што гледате се одвиваат. Има некој мал застој, но тие се занемарливи и за сега сме задоволни со напредокот на бетонските работи како се одвиваат, односно на градбата на објектите.
кои се врзани со бетонските работи. Се надеваме, бидејќи се работи за искусна оператива и на изведувачот главниот Синехидро и на подизведувачите Гранит и Бетон, кои се вклучени во проектот со поеделни делници, дека со подобрување на временските прилики имаме можност да го надокнадиме тој заостаток и очекуваме дека ќе се потрудиме во најголема мерка да го запазиме крајниот рок на завршување. Во секој случај, за сега како отработите, во однос на приликите и на времето, мислам дека напредуваме добро. А и се гледа дека целиот пат е отворен.